На денешниот состанок на кризниот штаб, членовите сподели актуелни информации за најновите активности во справувањето со коронавирусот на подрачјето на општина Кочани и општина Чешиново Облишево. Од тие што беа присутни може да се слушнат конкретни активности кои се извршуваат на терен и кои според општите оценки даваат резултати. Од полициската станица изразуваат благодарност до граѓаните за почитувањето на пропишаните мерки и препораки, особено во делот на забраната за движење. Сакам да се заблагодарам на сите граѓани на општина Кочани, Чешиново Облишево и општина Зрновци за почитувањето на дополнителното од забраното движење на граѓаните, односно на полицискиот час. И тоа значи дека во голема мера ни олеснуваат и нашата работа како Оделение за внатрешни работи во Кочани. Исто така апелирам и за време на викендот, бидејќи забраната практично почнува од 16 часот денес, па до 05 часот во понеделник, апелирам сите граѓани да ги почитуваат доследно мерките и одлуките на владата за останување во своите домови. Командирот на противпожарната единица истакна дека освен во фирмите и јавните површини во Кочани, во изминатите денови се вршело дезинфекционирање и во населените места во општина Чешиново Облишево, поради тоа што таму локалната самоуправа не функционира. Веднаш по состанокот градоначалникот Илиев даде изјава за телевизија Кочани во која даде оценка за тоа колку успешно општината се справува со COVID-19. Ние како локална самоуправа и јас како градоначалник постојано ја следиме целокупната состојба во целата наша општина и во рамките во нашите надлежности преземаме сет на мерки и препораки, се со цел да спречиме понатамошно ширење на коронавирусот. Од тие причини денеска го свикав и кризниот штаб во еден потесен состав, каде што помеѓу другото рефериравме, односно разговаравме за општата состојба во Кочани и пошироко, значи каква е состојбата со коронавирусот и секако мерките кои ние ги препорачуваме и преземаме во делот на спречувањето на ширењето на коронавирусот. И посебна тема на денешниот состанок беше преземените мерки од страна на локалната самоуправа во делот на движењето на луѓето за време на забраната која што ќе следи во овој викенд, почнувајќи денеска од 16 часот, па ќе трае до понеделник до 5 часот наутро. Во делот на снабденоста на трговската мрежа со прехранбени артикли тој истакна. Маркетите, според она што го имам како информација, дека се навремено информирани за забрана во движењето во викендот и се навремено снабдени со сите намирници, значи граѓаните да бидат спокојни, во сите маркети има доволно намирници. Со оглед на тоа дека од денеска од 16 часот во сила е забраната за движење се до 5 часот во понеделник, градоначалникот Илиев упати уште еден апел до граѓаните за максимално почитување на мерките донесени на локално и државно ниво. Да вистина е повеќе од потребно од било кога да ги почитуваат сите мерки и препораки кои се издадени од страна на владата, Министерството за здравство и секако препораките од кризниот штаб